Во новото издание на Digi Plus ќе се задржиме на изјавата која што претседателот на Русија, Владимир Путин, ја даде на конференцијата за вештачка интелигенција во Москва, а се однесува на развивањето на вештачката интелигенција на Русија. Потоа ќе ве представиме нова играчка машина на Polycade. Исто така ќе се задржиме и ќе ви пренесеме како помина 6-тото издание на Aiden Game Fest. А кога сме кај игрите, нормално дека нема да скокнеме и играта која што минатата недела ги сруши сите рекорди, а тоа е Fortnite. Останете со нас до самиот крај. Почнуваме за кратко. Ве поздравувам и оваа недела од студиото на Digi Plus. Се разбира 30 минути и денеска ги имаме содржините кои што ќе го задржат вниманието на целото семејство. Тука сме со сите оние новитети од дигиталниот свет, вештачката интелигенција, мобилната индустрија и нормално геймингот. Така што останете заедно со нас, ќе биде навистина интересно. Стартуваме со актуелната вест која што го обиколи светот и која што ја пренесува сите медиуми ширум светот. Се работи за последното издание на конференцијата за вештачка интелигенција во Москва, каде што свое обраќање имаше и претседателот Путин. Имено токму Путин најави нова ера на вештачката интелигенција која што ќе ја развива Русија, се разбира за да се спротивстави на монополот на Кина и Соединетите Американски држави. Целата информација ја пренесуваме во продолжение. Рускиот претседател Владимир Путин на конференција за вештачка интелигенција во Москва најави дека наскоро Русија ќе почне да развива напредна верзија на развој на вештачка интелигенција. Путин смета дека е невозможно да се забрани вештачката интелигенција и предупреди дека би било опасно и неприфатливо да им се овозможи на западните технологии да развијат монопол во таа технологија, објави новинската агенција Reuters. Како прв чекор во блиска иднина ќе биде потпишан претседателски указ и ќе се усвои нова верзија на националната стратегија за развој на вештачката интелигенција. Таа стратегија ќе донесе значителни промени, вклучувајќи експанзија на фундаменталните и применети истражувања во областа на генеративната вештачка интелигенција и големите јазични модели, рече Путин. Русија, како што нагласи Путин, треба да направи законодавни и инвестициски промени за да го поттикне развојот на вештачката интелигенција. Предходно, на средбата со претседателот Путин, ректорот на Московскиот државен универзитет Виктор Садович предложи да се покрене програма за развој на вештачка интелигенција. Ректорот смета дека Русија има доволно потенцијал да стане првата земја во светот која владее со тие технологии. Соединетите Американски држави и Кина предводат во развојот на вештачката интелигенција, технологија за која многу научници предвидуваат дека ќе го трансформира светот и ќе го револуционеризира општеството, како што тоа го направија компјутерите на крајот на 20 век. И Москва има амбиции да стане суперсила во вештачката интелигенција, но незините резултати засега доцнат поради војната во Украина, која натера голем број талентирани научници да ја напуштат Русија, а Западот воведе санкции против Москва, кои го сопреа увозот на високотехнолошки производи, пишува Reuters. Како Русија се разбира ќе се справи со технолошката криза заради војната и се она што ги мачи во моментов за да можат да ја развијат онаа најавена вештачка интелигенција и да бидат рамо до рамо со Кина и со Соединетите Американски држави, ќе следиме па ќе се информираме. И ова издание ќе ви представиме интересна гейминг машина. Поточно ќе се задржиме на она што Polycade го промовира токму овој период. Нивната гейм машина која што веројатно ќе ве воодушеви. Polycade што туку ја започна својата кампања за финансирање за нивниот нов модулен кабински систем SAND, нешто налик популарните флипери во 90-тите. Polycade SAND е домашен систем кој има за цел да биде најзгодното се во едно решение за домашно играње, со еден тон опции за да биде вашиот совршен центар за забава. Затоа, ајде да го провериме и да видиме зошто можеби ќе треба да го имате во вашиот дом. Аспектот што го прави овој систем најуникатен е тоа што е дизајниран да биде модуларен и да може да се надградува. Тоа значи дека не мора да се грижите за тоа дека неговата функционалност е застарена набрзо по објавувањето, како повеќето модерни технологии. Самата конструкција е изградена да ви трае многу години. И внатрешниот и надворешниот хардвер може да се надогради за да одговара на вашите конкретни желби.
Во суштина, можете да го замислите ова како се во едно дисплеј и контролен панел за компјутерите или конзолите по ваш избор. Секоја контролна табла може да се замени и се продава одделно, а вие можете да изберете вашата омилена или да земете по една за да ги покриете сите основи. Санд е направен да има широк спектар на игри, од наслови на компјутер до ретро емулација. Polycade има и своја продавница за игри, за да можете да преземете плејада игри за бескрајно уживање. Доаѓа дури и со 21 бесплатна игра и претходно инсталирани емулатори, кои ќе ви помогнат да започнете. Достапен е во целосно бел или целосно црн модел. И тие се наменети да бидат персонализирани. Може да ја насликате целата единица или да нанесете налепници, кои ќе бидат достапни за купување или ќе ги обезбедите сами. Има и неонски LED ленти кои се протегаат по задниот дел на кабината, што додава уникатен изглед. Целата единица на кабинетот може да се монтира на зид и сигурно ќе биде главен белег во секоја соба за играње. Сега сме кај моментот кој веројатно сите ќе не замисли и премисли, а тоа е цената. За сега, едноставниот модел е достапен со минимална сума од 1349 американски долари, кој се надоградува со голем број на додатоци за да одговараат на вашите потреби. Додуша малку скапичка, но да се надеваме дека за неколку години со самото производство и развивање ќе добија пониска цена, а со тоа ќе добија и повеќе корисници. Поточно сите ќе можеме да си ја дозволиме за во нашите соби, домови, подруми и така натаму. Оно што можевме да го доживееме повторно, 6-ти пат беше A1 Game Festот кој што се случуваше во Скопје. Многу геймери на едно место, се разбира едукативни говори и на вистинско уживање за сите оние кои што сакаат гейминг индустријата или едноставно да уживаат во виртуелниот свет. Ајде да погледнеме како помина годинава. Гейминг индустријата е динамичен сектор кој континуирано еволуира и расте. Во последните години, геймингот постои како глобална индустрија, што генерира големи приходи и привлекува голема заинтересираност. Геймингот се проширува во брзо темпо, при што секојдневно се вклучуваат нови играчи, платформи и региони. Мобилните игри, еспортовите и виртуелната реалност стануваат популарни во геймингот, отварајќи нови пазари и можност за иновации. Растот на еспортот е уште еден клучен аспект во индустријата. Професионални надпрерувања во игри како Dota 2, League of Legends и Counter-Strike стануваат глобален феномен со големи игри, спонзори и гледачи. Ова што гледате тука е 6-то издание на A1 Game Fest. Тоа е фестивал на еспорт, тргна фестивал на еспорт, но секоја година нели како што A1 се зголемува, така и целиот овој настан се зголемува. Сега во моментов е освен еспорт е првото македонско, односно првото скопско, ќе го кажам, Скопје Games Expo, тоа е изложба, односно сајм на игри направени од македонски производители. За прв пат се прави панел дискусии за едукација на, кој ќе кажам за едукација, малку звучи сувопарно, но панел дискусии на тема гейминг, атлети, деца кои што играат прекувремено, професионални спортисти кои што играат игри и така натаму и така натаму. Ќе имаме косплей, ќе имаме емисија во живо, ретро корнер на кој што играат стари игри, Cadillac 17, Bomberman, Super Mario и така натаму и така натаму. Позади мене го гледате турнирот во LOL, утре имаме турнир во Warzone, паралелно се случуваат квалификациите за Street Fighter 6 и FC 24, тоа е FIFA, старото што го викаме ние. Имаме симулатор за возење, се случува турнир во борд геймови, односно во Yu-Gi-Oh, во Catan, во Ticket to Ride и Warhammer. Мислам дека отприлика попатим се. Каде е најголем интерес кај посетителите и дали од следната година ќе се размислува за нешто поголемо? Во моментов цело време има, кога што гледате, флуктуација на луѓе вамо таму. Многу луѓе има во делот кај што се македонското експо, односно кај Скопје Games Expo. Тоа е веројатно луѓе не им се верува какви AAA што викам ја, значи светски игри од светски ранг се правени точно во нашава земја, во Скопје, во Битола, во Прилеп, во било каде. Значи онака кога ги видат игрите не им се верува дека тоа е тука правено и затоа одат таму да ги запознаат девелоперите, да изиграат, да дадат некоја своја сугестија. Дополнително има направено од една од игрите како
една као постановка е направена како мини пазл, една соба во која што е изведена од играта целосна соба, во која што се игра со вистински клуз во реално време, значи бараат различни скриени предмети за да ја решат загадката. Така што таму е многу возбудливо. Во ретро корнерот има турнир кој што кажа во стари игри, децава иако Па и не децата и повозрастни. Возрастни секако доаѓаат, тоа нема врска, ама деца немаат проблем со тоа. Нив ми е исто дали е LOL, дали е Супер Марио, тоа им е возбудливо и интересно, така што нема промашај. На шесто издание од првото до сега. Во однос на изданијата се многу големи, а во однос на македонската индустрија која зборам и како еспорт и како за развивање на игри, и како има голем подем. Македонската, односно Macedonian Games Association, тоа е македонската асоциација за развивање на видеоигри, македонска индустрија за видеоигри е организација која што ги промовира овие работи, целото експо е организирано од нејзе. GG како двигател на геймингот во однос на контент креација, во однос на гейминг општество е организатор па на пример на друг дел, на другиот сегмент. И така некако се зафатија сите работи со нормално под покровителство на А1, како под капата на А1, да впрочем се направи нешто вакво кое што е многу тешко и е многу скапо. И дополнително е проблематично да се убедат луѓето дека вакво треба нешто да инвестираат или да потрошат пари или да бидат спонзори. Благодараме и успешно издание. Секогаш е честно. Фала и на вас. Геймингот има значаен социјален и културен импакт. Тој обединува луѓе низ целиот свет, обезбедувајќи им платформа за интеракција, забава и креативност. Во иднина се очекува индустријата на геймингот да продолжи со иновации во технологијата, разновидност во игрите и зголемување на интересот и учеството на корисниците. А ние се надеваме дека ќе имаме уште повеќе и поголеми настани посветени на компјутерските игри во нашата земја. Се надевам дека успеавме да ви презентираме дел од оние најинтересни моменти кои што ги снимивме и се разбира доживеавме на последното шесто издание на A1 Game Fest за сите оние кои што не успеавте да го проследите. Во продолжение, после рекламите, ќе се задржиме на играта која што ги сруши сите рекорди. Која е таа, се враќаме за кратко. Добредојавте назад, го следите новото издание на Digi Plus, а пред рекламите зборувавме за новите дигитални информации и се разбира го проследивме шестото поред издание на A1 Game Fest. Она што ви го најавив и веројатно го очекувате, да дознаеме повеќе детали за играта која што минатата недела направи вистински рекорд во логирани играчи и на вистина луѓе кои што се вклучуваат и ја играат секојдневно. Зошто и како привлекува милиони играчи на своите сервери, ќе дознаеме токму сега. Зборуваме за Fortnite, најпопуларната игра во денешницата. Look at the world we live. Look how the evil is grown. All the innocence lost. We need a new beginning, man. The vision is off. We need to wage war. Yeah, we need to rage on. I'm here. War boots, I'ma buy a pair. No suits, just fights here. Grassroots is the white gear. I'm still fly like a pilot chair. Brave hearts never die in fear. I ain't a stranger to the danger.
Fortnite е видеоигра разработена од страна на Epic Games. Играта има две основи: режим Зачувај го светот, Save the World, и Battle Royale, битка за преживување. Зачувај го светот е првобитниот режим на играта, објавен во јули 2017 година. Но битката за преживување, Battle Royale, е режимот кој го направи Fortnite светски популарен. Беше објавен во септември 2017 година. Во овој режим 100 играчи се спуштаат на остров со цел преживување. Играчите треба да собираат ресурси, оружје и друга опрема за да преживеат, додека просторот се намалува поради штетниот круг кој ги принудува играчите да се судрат еден со друг. Последниот преживеан играч или тим победува во оваа битка за преживување. Fortnite стана глобален феномен благодарение на својата забавна и привлечна механика на игра. Различни скинови, додатоци и редовни ажурирања, кои додаваат нови елементи и содржина во играта. Оваа видеоигра представува иновативен пристап со постојано еволуирање. Се вклучува во различни културни аспекти и оствари голем успех во гейминг заедницата. Epic Games редовно организира официјални турнири во Fortnite. Овие турнири имаат различни форми, вклучувајќи ги соло надпревари, дуо и тимски состави. Тие се состојат од квалификации и финални рунди, каде што играчите се надпреваруваат за големи награди. Fortnite World Cup беше еден од најголемите турнири на Fortnite организиран од Epic Games. Се надпреваруваа играчи од целиот свет со квалификации во различни рингови. Финалните надпревари се одржуваат во Њу Јорк. Наградниот фонд за овој турнир е милиони долари. Но не е се така идеално. Epic Games, која развива популарната видеоигра Fortnite, пред една година беше каснета со 520 милиони долари од Американската федерална трговска комисија поради кршење на законот за приватност на децата и малолетниците при купување преку интернет. А на компанијата и беше наложено да обезбеди строги постапки за приватност. Epic користеше стандардни поставки со кои што се загрозуваше приватноста за да ги измами корисниците на Fortnite, вклучително и тинеџерите и децата, рече претседателката на Федералната трговска комисија Лина Кан во соопштението за медиумите. Fortnite е бесплатен за инсталирање и играње, но играчите можат да купат дополнителни ставки во играта, како што се скинови на карактери. Fortnite имаше повеќе од 400 милиони корисници широм светот минатата година, додека забележа околу 80 милиони активни месечни корисници според податоците од порталот Business of Apps. Според податоци за оваа година, 63% од играчите на Fortnite се на возраст меѓу 18 и 24 години, а Business of Apps предупредува дека многу играчи се всушност помали затоа што често лажат за својата возраст. Fortnite имаше многу добра статистика за време на викендот, соборувајќи рекорди по бројот на активни играчи, а се зголеми и гледаноста на играта на платформата Twitch. Epic официјално објави дека саботата е најдобриот ден во историјата на Fortnite, а во текот на овој ден играта е одиграле вкупно 44,7 милиони играчи, кои потрошиле 102 милиони часа за играње. Пред тоа 5,8 милиони играчи беа активни во Fortnite во еден момент. Ова беше во тоа време највисоката снимена активност на геймерите откако беше лансирана играта. Има причина зашто Fortnite повторно има рекорден број играчи, а тоа е враќањето на старата мапа што недостасуваше од 2019 година. Она што дефинитивно остава впечаток се и денсовите во играта. Интересно е што Fortnite често соработува со познати личности или уметници за креирање на специфични денсови кои се воведуваат во играта. Иако постојат многу денсови во Fortnite, треба да знаете дека некои од нив се инспирирани од реални кореографии или културни аспекти, додека други се креирани специфично за играта и не се поврзани со надворешни влијанија. Овој прилог ќе го завршиме со некој од нив. My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, on it. The jam, pump it up while your feet are thumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd are jumping. Smell rose petals. Heard you a rock star, heavy metal. Well, I'm a pop star. Let's get together. Ice your neck. Catch some bad, walk down, face 'em with the heater. The devil under your feet, you on your way to see. Leave the door open. I'ma leave the door open. Have you ever met a real nigga rock star? This ain't no guitar, but this a club. My brand new Lamborghini, a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop.
Нема да се обидам да ги изиграм овие кореографии кои што ви ги презентиравме, а се разбира се секојдневно можат да се плеуваат на Fortnite, но веројатно голем дел од младите веќе добро ги владеат овие трендови на играње. Овде завршувам со сите трендови кои што денеска планиравме да ви ги презентираме, а се однесуваат на дигиталниот свет. Верувам дека уживавте и дека имаше по нешто за сите во вашето семејство. Имајте убав остаток од денот и се гледаме следната недела во новото издание на DigiPlus.